СДСМ и ВМРО ДПМН денес си делеа удари за проекциите на Меѓународниот монетарен фонд кои велат следи инфлација од 3,4% и низок раст на економијата. ВМРО ДПМН со експресна реакција уверуваат дека со реализација на капиталните проекти и странските инвестиции ќе се зголемат платите и пензиите дополнително во иднина. Македонија се наоѓа меѓу земјите со најнизок економски раст во целиот регион. Само за Босна и Херцеговина има пониска проекција. За оваа година ММФ прогнозира раст на БДП од 3,2% и инфлација од 3,4%. Ова значи дека реалниот економски раст ќе биде речиси нула и е јасен индикатор дека се полошо ќе се живее. Со платите граѓаните купуваат се помалку, животот е поскап, продуктивноста не се движи, а владата тоа го продава како успех. СДС може да пишува што сака, да дефокусира колку сака, но едно е сигурно. За само 10 месеци власт на ВМРО ДПМН линеарно се зголемија пензиите за сите пензионери за 5000 денари. Се постигна историски договор за раст на платите на вработените во јавното здравство, каде што, освен на лекарите и медицинските сестри, значително се покачија платите и на техничкиот персонал, кои СДС ги заборави за време на нивното 7-годишно владење. Зголемувањето на платите ќе продолжи понатаму, така што до крајот на мандатот предвидено е да достигне и до 50%. Покачувањето на платите добија и сите вработени во образованието, кои исто така етапно ќе продолжат да се зголемуваат, при што до крајот на мандатот предвидено е нивните плати да се зголемат за 46%. Изнесоа во реакцијата од ВМРО ДПМН.